Почитувани гледачи, ги следите вестите на програмата на канал ВИС. Итна станација на патот Богданци Гевгелија побара граѓаните од општините Богданци, Гевгелија, но и останатите населени места во овој регион кои што гравитираат. Тие тоа го изразија преку собирањето потписи или иницијативата покрената од младата активистка Елена Шопчева од Богданци, кој што е гостин во вестите на канал ВИС. Шопчева, јас ви благодарам што се одзовте на поканата да ни кажете како дојдовте до таа иницијатива, една граѓанска иницијатива за санација и реконструкција на патот Богданци Гевгелија. Како дојдовте до идејата, со оглед дека сте млада личност, собравте потписи не само од Богданци, туку и од Гевгелија и населените места? Благодарам за поканата. Граѓанската иницијатива ја почнав сама. Добив огромна поддршка од народот, особено од граѓаните на Богданци, Гевгелија, Богородица, Ѓавото, Фурка, Дојран, Валандово и Црничани. Стварно им благодарам многу и голем поздрав до нив. Самата иницијатива е за проширување, за реконструкција на тој пат, бидејќи е многу фреквентен, со огромни дупки, минат тешки товарни возила, тешко се разминуваат, се случуваат големи сообраќајни несреќи, како што зборуваме во Богданци, во секоја куќа има по едно починато дете, така да целта е да не има уште жртви за воиднин. Да нема сообраќајни така несреќи. Вие почнавте на вие покренавте таа иницијатива, мислам дека траеше неколку месеци, во кој што граѓаните цврсто застана зад вас за иницијативата за реконструкција на тој пат. Може ли да ни конкретизирате што сакате вие како граѓани на општина Богданци и со оваа иницијатива? Вака, во програмата на владата стоеше само реконструкција, а ние бараме проширување, бидејќи патот е навистина многу мал. Добив, како што напомнав, огромна поддршка, дури некои од граѓаните рекоа ќе се потпишеме и со двете раце за еве ги потписите за тоа што зборуваме. Огромна поддршка добив, поради тоа што сите велеа тој пат требаше многу одамно да биде направен. Рековте дека е тесен, нерамен, со грбки, со дупки, нерамен едноставно и представува тесно грло за сообраќајот. Точно. А се користи често? Се користи, доста често, едноставно е потребна санација. Имате ли позитивен одговор? Овие се потписите, почитувани гледачи, кои што ги собра Елена Шопчева низ општините. Ги предадовте овие потписи, се слушнавте со институциите? Да, сите се известени за оваа работа, добив поддршка од градоначалникот, ќе бидат доставени до надлежните и се очекува, како што добив информации, до година да се направи работата како што треба, односно се слушна гласот на народот, а тоа беше стоп за лошите патишта и итна реконструкција за патот Богданци Гевгелија, бидејќи има доста жртви. На 10.3.2018 година, имавме 3 ангели кои што ги изгубивме, таму беше и мојот брат Мартин. И сакам да кажам, едноставно да дадам поддршка и на останатите, каде и да има таков проблем или било што и да станува збор за било каков проблем, сите да покренуваат иницијатива и дека ќе имат позитивни резултати од народот. Ова е стварно доказ. Колку потписи собравте, Елена? 4000. 4000 потписи од Богданци и останатите населени места. Овие кои што ги набројавме, стварно благодарам и голем поздрав до нив. Голема поддршка. За поздравување на ваква иницијатива, ова е плакатот кој што беше актуелен во изминатиот период не само во Богданци и населените места, туку и во Гевгелија. Тешко ли е, Елена, вие сте млада личност? Изгубивте брат во таа сообраќајка пред неколку месеци. Сакам да ме прашам, со оглед дека давате еден апел до останатите граѓани да се активираат кога станува збор за нешто што е заедничко добро. Тешко ли беше да се реализира истата акција? Доста тешко, бидејќи првин треба да ја тргнеш, како да кажам, да ги тргнеш мислите, како било, што било, ни што сум поминала, што сум доживеала. Да сакате да кажете да се гледа во иднината. Да се гледа во иднината. Беше стварно тешко, бидејќи се среќаваш со различни луѓе, никој не знае зошто е ова, зошто ги собираш, па објаснуваш, па добиваш различни прашања, па си во различни градови, села.
трошиш време, а јас сум и студент, така да тешко, но на крајот еве се испити. Да, надлежните најавија дека можна и самата рече дека ќе се очекува санација на патот. Што може да очекуваме сега за патот, односно што конкретно барате вие Богданци Гевгелија? Негово проширување, да биде рамен? Целосната реконструкција бараме и да биде проширен. Друго, да не заборавам, да се стават знаци на критичните места. Тоа е најбитно. Бидејќи, значи, цел пат е критичен. Имате ли сознание колку сообраќајки се снима случајно на оваа делница? Рековте дека речиси секое семејство од Богданци. Да. Значи имаме неофицијални над 150 жртви, значи имаме клизнувања, некој кој што се клизнал, па полицијата не знае. Имаме значи длабоки индеци кои што се стварно длабоки, така да значи немаме точна бројка, но над 150 секој дека има. Дали може да очекуваме вакви иницијативи? Лично ти сметаш ли дека ова што го правиш ти ќе побуди интереси кон останатите граѓани да покренат иницијативи? Јас многу сакам. Се надевам. Дај Боже да тргнат по моите чекори, бидејќи треба да се бориш за тоа што го сакаш и едноставно да бидеш упорен во целата оваа работа. Одевте од куќе до куќе за подписи или бевте сконцентрирани во гостителски објекти, фабрики, како ги собравте? Не е мала бројка од 4000. Да, значи едноставно имавме посебни групи, знаете дека во секој град се има посебна група. Имавме одредено време, пример од 14 часот до 15 часот ќе бидеме таму, излезени на улица. Исто така имавме и во големи маркети, пилари, фирми, угостителски објекти предпоставувам. Да, значи имавме насекаде оставено списоци, така да сите луѓе беа запознаени со оваа работа. Почитувани, тоа беше Елена Шопчева, граѓански активист од Богданци, на чија иницијатива почна граѓанското собирање подписи за итна реконструкција на патот Богданци Гевгелија. Елена, јас ти благодарам што беше дел од вестите на Канал Вис. Се надеваме дека наскоро ќе се реконструира патот Богданци Гевгелија, иако надлежните кажа дека тој е влезен во програмата на Светска банка за реконструкција, но еве слушнавме дека ќе има и проширување на таа делница, што беше впрочем и барање на околу 4000 жители. Тоа се подписите кои што ги собраа од граѓанската иницијатива покрената од Шопчева. Продолжуваме со останатите содржини.